Добро вечер, драги слушатели, драги гледачи. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер. Техничка реализација се погрижија Горан Лазаревски и Јане Јанков, главен уредник Љупчо Златев. Вие сте овдека со Коко и со Дени. И нашата емисија се вика Живот 2.0, каде што ние ви помагаме да се апгрейднете, да си го апгрейднете вашиот живот и да живеете една од најдобрите верзии на вашиот живот. Денешната тема е многу интересна и мислам дека сите не засега. И тоа е како кога се будиме са бајли и се осеќаме кога да не сгазил воз или кога да не прегазил ваљак или било кое друго превозно средство кога да не удрила, како да станеме и да имаме енергија. Како да станеме со повеќе позитивна енергија. И мислам дека баш Коко стави ново видео на YouTube на неговиот канал баш за тоа, каде што им помага на своите гледачи, на своите фанови да го живеат нивниот живот на поубав начин и сподели многу убави начини, многу убави тајни кои што би ви помогнале на сите вас да се будите од сабајле со повеќе енергија. Повеќето работи се да не ги правиме, него да ги правиме, да. Меѓутоа вкупно кога ќе споиме целата прича, на некој начин гледаме дека многу од тие работи ги правиме, а многу 2 или 3 поточки што ќе ни видат не ги правиме. Затоа кога ќе споиме заедно целата слика, мислам дека многу би се подобрил вашиот живот со самото тоа што ќе станете од сабајле, да се чувствувате поубаво, да имате повеќе енергија, да целите кон повисоки, поголеми работи, а не да го програмирате вашиот мозок да цели на многу пониски цели. Да, и како викаат, како станувате од сабајле, какво ви е утрото, тако ви е денот. Така, како ви е денот, тако ви е животот. Така да се почнува од утрото. И ако вашето утро вие го усовршите да ви биде најдобро, тогаш и вашиот живот ќе ви биде најдобар. И овие тајни на некој начин што ќе ги споделиме во оваа емисија денес ќе ви помогнат да станете со повеќе енергија и да го направите вашето утро позитивно, со тоа што и вашиот ден ќе биде попозитивен и вашиот живот. Зошто утрото? Има баш интересна студија и имам испробано исто и на мене и колку има на него. Кога стануваме од сабајле, нашиот мозок функционира, се викаат тие brainwave, значи мозочни бранови на некој начин. Има 5 нивоа на мозочни бранови. Секој сабајле, кога се будиме, кога сме во полусон, нашите мозочни бранови се наоѓаат на фреквенција каде што се лесно можеме да ги изманипулираме. Пример, ако си замислиме во глава една како правиме глина, или како правиме сад од глина, кога глината е топла, тогаш можеме да обликуваме. Таков е вашиот мозок на сабајле. Значи, како ќе станете наутро, како ќе го обликувате вашиот мозок и умот сабајле, така ќе ви тече целиот ден. Понатака во денот е многу потешко да се испрограмирате отколку на сабајле. И затоа е многу убава прилика да го искористите тоа во ваша полза. Со тие неколку работи што треба ги направите. Да. Првото нешто што според нас треба да го направите е да се прашате. Пак ќе кажам, ова не е депресивно прашање, ова е прашање што треба да ве натера да мислите и да ве тера кон некои позитивни цели. Зашто се будите на сабајле? Значи, пак, не е ова депресивно прашање, туку ова е прашање што вие треба самите да си го поставите. Зашто се будите сабајле? Кои се вашите цели? Кон што целите низ денот? Со тоа, кон што целите низ целата година, низ наредните 5-10 години? Кои се вашите планови за вашиот живот? Зашто станувате од сабајле? Земете ливче и пенкало или некоја тетрадка за што ќе треба повеќе да одговарате, запишете зашто се будам наутро. И од тука почнете. Видете кои се вашите аспирации, кои се вашите цели. Може би сакате да оформите фамилија, може сакате да направите, не знам, може сакате да се омажите, ожените, да целите, да ако сте сега во стан да имате куќа. Чисто запишете вие зашто станувате од сабајле. Ако тоа се кратки, краткорочни цели, запишете ги нив. Сакам да работам во подобра фирма, сакам да работам на повисоко ниво. Запишете ги тие работи и почнете од тука да идете нагоре. Станувам од сабајле и си пишам сакам да се оженам. И идам надвор и барам жена. Жена на врата. Се појавува. Здраво, дали баравте се ожените? Да. И значи како што кажува Коко, тие работи на сабајле што ќе ги запишете, тоа не е само нека мотивациона техника што ќе ве натера
да се чувствувате сигурни во себе, дека имате насока, дека имате цели. Тоа ве програмира подсвесно да ги следите тие цели. Значи, нашата подсвест е многу јака. Доколку саѓате да испробате таа сила, пред да заспиете на вечер, само кажете си дека ќе станете во 7 часот од сабајле. Кажете си дека сигурно ќе станам во 7 часот од сабајле и верувајте дека во 7 часот ќе ги отворите очите. Значи, вашата подсвест има саат на некој начин кој што цело време го мери времето. И вие додека спиете, вие додека правите други работи, вашата подсвест, дел од вас знае колку е времето. И вие кога ќе си испрограмирате, ќе станам во 7, вас не ви треба аларм, вие ќе станете во 7. Да. Една интересна работа за мене, никогаш не користам аларм. Никогаш во животот не сум користел ни на мобилен, било каков аларм. Секогаш си кажувам, ќе станам во толку саат и во толку саат станувам. Не знам како е возможно, но така и научив да и верувам на мојата подсвест, дека цело време она го снима животот. Цело време знае што се случува околу нејзе. Така да, вашата подсвест е многу јака, кога ќе ги запишете тие неколку работи од сабајле, вие се програмирате да идете во таа насока. Дури и свесно да не идете натака, ќе ги гледате опциите што ви се поврзани со таа насока. Така да, тоа е баш убаво, како што кажа, запишете ги тие работи и прашајте се зошто станувате од сабајле. Значи, која е вашата поголема цел? Лесно е да заборавиме зошто правиме некои одредени работи. Така, сите сакаме да се вработиме затоа што сакаме да бидеме финансиски слободни за да може да шетаме и да го живееме животот. Но кога ќе се вработиме, ги забораваме тие поголеми цели. Да, да. И животот ни станува рутина и еден ден се будиме од сабајле и сме депресивни, не ни си иде на работа, затоа што сме ги заборавиле тие поголеми цели. Дека сакаме да бидеме финансиски слободни, дека сакаме да шетаме, да го живееме животот. Да, да се надоврзам претходно што кажа дека знаеш кога се будиш. Замислете дека имате некој битен проект и мора да станете во 7 сабајле да го правите. Секогаш станувате порано. Да, вие го викате возбуда, меѓутоа тоа е едноставно вашиот интерен саат што знае вие дека имате нешто битно да правите. А кога знаете, кога целите на нешто, за вас се е битно веќе. Вашиот живот станува побитен него претходно. И затоа вие ќе знаете веќе го имате тој внатрешен саат. Да знаете кога да станете. Не е битно дали се ќе ставите аларм или не, меѓутоа возбудата за вашиот живот станува скроз преминува во друго ниво. И многу интересно кога знаете каде целите, дека истиот мозок го имаме сите, така? Нема никој поразличен мозок. Тоа е мозокот. Зашто некој повеќе успева во некој работи, зашто некој е поисполнет, некој е по неисполнет, некој е депресивен, затоа што не сме го смериле мозокот кај што треба. Се случуваат работи, да, што немаме контрола, меѓутоа ако ги искористиме тие работи во наша полза или да сватиме лекцијата од нив, многу полесно ќе го живееме животот. Да, многу убаво кажано. Реално ние немаме контрола врз работите што се случуваат, имаме контрола врз значењето што ќе им го даваме на тие работи. Да. И тоа значење секогаш треба да ни помага да идеме напред полесно. Така да исто е кога имате едра на брод и вие немате контрола на која насока дува ветерот, но имате контрола како ќе го насочите едрото за да го движи бродот напред. Да. Се насочиме на втората подточка. Втората подточка е нешто што во модерниот свет е, мислам, многу голем проблем. Сите повеќето кога стануваме од сабајле, прво нешто што фаќаме е телефонот. Кога ќе го фатиме телефонот, автоматски влагаме во тој мод на некој начин на пасивна конзумација. Конзумираме вести, конзумираме кој каква слика ставил, колку лајкови имате вие на вашата слика. Едноставно се насочувате на тоа да бидете допрени од надворешниот свет. Да бидете допрени од тоа врз кое што немате контрола. Значи, немате вие контрола кој каква порака ви пратил, немате контрола кој каква слика ставил на интернет, немате контрола какви вести излегле, така. Вие прво за тој уред се фаќате што ви го дава тоа. И тоа ви буди емоции што немате вие контрола врз нив. Наместо да го правите тоа, мој совет, од кога ќе станете, бар некој саат или два, не го допирајте телефонот. Тоа што е битно ќе дојде до вас, на начин на кој што некој ќе ви се јави или ќе ви прати нормално порака. Денешните телефони имаат начин да ти покажат што е битно, што не, тогаш светнува телефонот, значи имаме начин да си го кастомизираме тоа во самиот телефон. Да. Тоа што не е битно, таа вест
што не е битна, не мора да ја видите од сабајле. Може да видите понатака во денот, но не од сабајле. Тоа што може да го правите од сабајле ќе биде една од нашите трета или четврта подточка, да си имате ваша рутина. Значи, во таа рутина, во тоа програмирање на сабајле не мора да биде вашиот телефон присутен. Да. Исто една студија се надоврза на тоа што го кажа Преска со глината, интересен пример баш даде. Кога стануваме од сабајле, нашиот мозок е мек и многу лесно ги перцепира информациите. И кога првото нешто што стануваме сабајле е телефонот, ние веќе се програмираме да не биде најбитно нешто телефонот. Значи тие информации ни се најбитни. Мозокот вика, прво нешто што го направи нотификации, тоа е најбитно на денот. Буквално направена студија и тие што го земаат телефонот прво нешто на сабајле се програмираат да бидат под стрес и анксиозност. Поради тоа што баш кој што кажа Дени, најчесто ќе видиме некои вести, така? Поготово овие заднава последнава една година секогаш се лоши вести, така? Секоја сабајле се лоши вести, може да видите на Facebook, на социјални мрежи. Само што ќе ги видите тие вести, вие почнувате да влагате у тој мод, што вика Дени, на страф и анксиозност. Значи, одма влагате во тој мод и вие многу тешко ќе излезете преку ден, ако и да излезете, не е финтата да влезете за да излезете, туку да не ни влезете во тој мод, што вика Дени баш. Ако влезете више во тоа, во таа сфера на страф и анксиозност, кај што немате контрола кој каква слика ставил, каква нотификација ќе добиете, поготово ако добиете некои лоши вести од сабајле, вие сте веќе мислам, денот може да ви е, како што викаат, станав на лева нога. Не е тоа лева нога, туку е телефонот. Затоа што вие сте више влезени во таа сфера на негативни информации, на анксиозност и тоа, како и да звучи банално, колку да мислите дека имате контрола врз тоа, иако ги примате тие информации, вие немате контрола, пошто мозокот е едно огромно чудо што уште не е истражено, многу малцен или процент е истражено, не можете да го контролирате тоа. Ако сте бомбардирани со страф и анксиозност, дури интересно е дека фактот дека ако вестите ви пласираат фейк ньюс уствари, ако лажни вести ако ви пласираат, вие ако го слушнете тоа 90 пати, вие ќе почнете да верувате во тоа. Иако знаете дека првиот пат била најголемата лага во свет. Затоа не дозволувајте телефонот да ви контролира животот, со тоа што јас би ви дал еден совет, тргнете го телефонот, ставете го во друга соба, нека седи во таа соба телефонот, ставете аларм навечер, нели, пред да си легнете, ставете го во друга соба и на сабајле ќе мора да станете за да го изгасите алармот, ако станувате со аларм. Автоматски вие веќе сте будни и ретко кој човек станува да го угаси алармот па пак да се легне у кревет или па да стисне snooze button, она што е на iPhone-ите познато, што ќе го кажеме во третата подточка. Да, значи, како што кажа Коко, третата не кликајте snooze button. Значи, snooze buttonот е неголемата лага што се кажуваме. Уште 5 минути. Тоа никогаш не биле уште 5 минути само. Секогаш било уште едно snooze, уште едно snooze, уште едно snooze. Знам, лично за мене многу ми е тешко од сабајле кога ќе се разбудам, ако не станам одма. Ако речам, ај ќе поседам уште 10 минути. Мислам дека таа гравитација што создава креветот, кога ќе си го кажете, тоа е толку силна што ни светлина не бега. Значи, буквално посилна од црна дупка. Ако не станете одма, си отежнувате само работата. Значи, ако стиснете snooze, ќе ви биде само потешко. Убаво да станете, да излезете на тераса, да отворите прозор, да вдишите чист воздух, нормално зависи каде се наоѓате во градов. И тоа да така ви биде исполнето тоа време, верувајте ќе бидете порасонети отколку да речете уште 5 минути. Аз знам колку е убаво во својот кревет, обично на сабајле, кога има поготово уште 30 минути кога имате да полежите, но доколку полежите тие 30 минути ќе ви биде само потешко и верувајте ќе закасните. Да. На некој начин кога го стискаме snooze button, ајде што ќе поспиеме 5 минути што нема никако ништо да ни сменат. И според моје искуство, ако поспием уште 5 минути, многу ми е потешко да станам после. Психички јас ќе станам, меѓутоа потешко ми, не знам како да кажам. А изгоре на тоа, вие стварате навика да ги одолговлекувате работите преку ден. И битните работи, истото ќе го зборите, ќе си го кажувате во себе и за битните работи. Ќе речете, ова е договорено за 3 сат, ај ќе го почнам во 3,5.
ќе го почнам во 4. И цело време вие стварате навика со тоа самото од сабајле што го правите, го програмирате вашиот мозок да го влекувате работи, битни, небитни работи, вие ги пролонгирате и губите време, а знаеме дека времето е едно од најдрагоцените ресурси на човекот што не се враќа никогаш. Парите се губат, се враќаат, можете да ги заработите, меѓутоа времето, прашајте стар човек, цело богатство ќе го даде за неколку години да ќари да се врати во времето, меѓутоа времето не се враќа никогаш. Не знам дали си ги видел, има едни саати, мислам се, пример се програмираат дека ќе станеш во 7 саат. Добро. И пишуваш на саатот и кога почнува да ти свири со неподнослив гласен звук, за да го исклучиш тој звук или за да стиснеш снус, треба да решиш некоја равенка. Или треба да ставиш некоја слагалица. Тие се направени намерно за луѓе како нас, што тешко им е да станат од сабајле, за да не стиснат снус, него да ги инспирира да станат и за да мораат да исклучат таа музика, да го активираат мозокот и веќе сме расонети, нема никаква поента, се враќаме назад. Замисли колку треба да си мотивиран тоа да го прешиш. Имаш едни сати што буквално доколку не станеш во наредната минута од кога почува да звони, има кофа со вода на тебе што се истура. Така, тоа е малце поекстремно. Со бейсбол палка ќе го купам, плюс додатна опрема. Ако не решам равенката, да го акнам од зид. Четвртата поточка не беше на кои навики ги имате од сабајле? Да, значи навиките од сабајле, тоа е уствари програмирањето за кое што збориме. Треба да имате неколку чекори што ги правите секое сабајле, што ве носат од заспани, полуразбудени до разбудени со позитивна енергија. Значи исто кога да програмирате некој софтвер на компјутерот или кога да инсталирате некој програм, да речеме. Си имате неколку чекори, да речеме имате 7 чекори, ги правите еден по еден као секвенца секој ден и секој од тие чекори е наменет за да ве разбуди повеќе и да ви даде повеќе позитивна енергија и насока во денот. Лично мене, еве јас што правам секоја сабајле, кога ќе станам, одма без да размислувам, се фаќам да вежбам. И вежбам не многу, него 5 минути едноставно колку да ми се раздвижи крвта. Значи склекови, стој на раце правам неколку секунди, и чучневи. Тие се моите 3 вежби што ги правам секоја сабајле за чисто ми се раздвижи крвта. После тоа пијам вода, значи секој од вас може да се напие чаша 2, зависи колку му е него доволно вода. И после тоа кога ќе го направам, одам да се мијам. Од кога ќе се измијам, седнувам да медитирам и медитирам некои 10 до 15 минути. На крај од медитацијата си давам намена за денот, на која насока сакам да иде денот и запишувам 3 главни работи што треба да ги остварам тој ден. Значи тоа е мојата секвенца што секој ден ја правам и едноставно од заспан, полубуден, ме носи да бидам скроз разбуден и насочен и со позитивна енергија. Да не речем не иста што се вика нашето будење, можам онака да бидам искрен у задње време што се вика у последно време, знам да го фатам телефонот, имам некои обврски од сабајле затоа што работам со странски клиенти, морам да ставам пост за нив како маркетинг агенција и некогаш знам да го фатам телефонот. Значи крив сум за тоа. Не викам дека ние сме светци, некогаш и ние го правиме. Да, друго е работа, друго е да гледаш. Значи тука мора да има некоја друго е кога не се негативни вести, така друго е кога тие вести не отварам социјални мрежи, бизнисот, друго е кога тие вести се кој каква слика стайл или колку има заболени од корона. Точно. Мојата утрински навики се неколку. Првата е секогаш што ја применувам без разлика на што се случува, дури со ковид кога имав, кога стварно не можев и не требаше да го правам тоа, потешко ми беше да не го правам. И тоа се состои од склекови, стомачни и грбни. Тоа го правам секоја сабајле, ми трае отприлика 3 до 4 минути и почнав во последно време јога да правам. Од кога ќе завршам пред да почнам јога, значи вежбам, пијам пола литро вода, една чашка или 2 зависи, не се форсирам да не можам да дишам од водата и после правам јога. После тоа, секоја сабајле без исклучок, пишувам 6 до 7 цели за денот, што ми се по глобални цели, не пишувам као да јадам јабука, да земам, да идам до фриждер, него пишувам буквално поголеми цели што сакам. Една од тие е да снимам YouTube видео, например. Тоа ми е малце потешка работа и гледам да завршам што по рано и по сабајле. Повеќе ми испаѓа после ручек да завршам, што значи одолго влекувам, меѓутоа
како и да е обавезно ќе ја завршам. Другите ми се да снимам неколку видеа, неколку ми се да едитувам видеа повеќе во тоа што го работам. И секој дневно се пишувам да прочитам 20 плюс страни, буквално така го пишувам. Тие ми се секојдневни обврски. Значи тоа од Сабајле ме програмира, како што кажа Дени, кога ни е мозокот уште мек, да ги исполнуваме целите низ денот. И ме насочува кон некакви големи цели. Меѓутоа, иако не ги гледаме, баш направите си го во Сабајле, иако не ги гледате тие секојдневно работи, кога ќе се навратите, ако ги усвоите овие навики од Сабајле, кога ќе се вратите една година назад, ќе видите вие колку многу сте направиле за таа една година. А да не збориме за 5-10 години. Вие више ќе имате оформено бизнис, ќе имате вработени, ќе имате голема одговорност, кој што ќе биде нешто кој што ќе ве прави премногу исполнети. Дај Боже да биде тоа еден ден за сите нас. Ако ги усвоите овие навики, ќе видите дека многу ќе завршувате во еден ден. А тоа кој ќе се пролонгира на 365 дена, односно една година, вие ќе завршувате огромни цели, што не сте ни замислили дека ќе ги завршите за наредни 10 години. Да, кажавме пример за човека што отишол да им каже на бајкерите, тие на бициклистите што возеле точак, уствари како да освојат златна медаља. По 1% подобри во се. Значи 1% подобри педали, подобар волан, 1% подобар кревет кај што спијат кога идат нели на турнеи, 1% се да биде подобро. Они освоиле 6 златни медали. Секој ден да биде 1%. Они направиле, значи на долгорочно 1% се да подобрат. Не 100% подобар точак, него 1% се точак, 1% да биде подобар другите. Јасно. Да не идат многу на едно, него на се по 1%. Истата логика има и тоа, значи 1% да сте подобри секој ден, вие за една година ќе бидете 365%, така? Да. А рачунете дека тој процент се множи, не е дека 1-2, него иде 1-2-4-8 и така нагоре. Така да нема да ја замислите промената што може да се случи доколку практикувате тоа секој ден. Да. И петата навика ни е вашите вечерни навики, не само утрински навики, него вашите вечерни навики директно се поврзани со тоа вие како спиете, колку спиете квалитетно и како станувате на Сабајле. Значи многу интересно дека низ целиот ден ние уствари што правиме се програмираме. Тоа е целиот човек што прави е програмирање на самиот себе за да има поисполнет и поубав живот. Тоа е се што правиме, мислам дека сите. Мозокот ве слуша вас, меѓутоа мора вие да му даете насоки, затоа што мозокот е направен од 80% негативни мисли. Баш интересен факт е дека имаме над од 12.000 до 60.000 мисли во денот, можете да замислите, од кои 95% се повторуваат секојдневно. Значи вие сте затворени у круг, негативен круг на исти мисли. Секој ден истото го мислите, од кои 80% е негативно. Тоа е, да речеме, глобално земено за секој човек. Меѓутоа, вие ако се ги усвоите овие барем навики што ги кажавме од Сабајле, вие веќе сте на едно ниво погоре. Ги елиминирате тие негативни мисли и целите кон нешто друго. Не се веќе истите мисли, него нови мисли стварате, нови патишта ви се отвараат и едноставно перцепцијата ви се менува, затоа што и претходно може сте имале шанса да ги видите тие работи, меѓутоа не сте биле фокусирани на нив. Него сте биле фокусирани на нешто сосем трето, што немате никаков удел и вие сте го заснувале животот на тоа. Например, какво било времето. Денеска е лошо времето. Ние сме метеопати и денеска ќе патиме. Не, морате да се фокусирате на подобрите работи на денот. Како што викаат, како зборевме баш пред емисија. Денеска врне ке не боли глава, меѓутоа земјоделците... Да, за нив е плодно. За земјоделците е тоа плодно, значи има позитивна страна се. Можете да се фокусирате на таа подобра страна, што животот и светот и луѓето околу вас немате ви удел многу над работите што се случуваат, како што кажа Дени. Вие имате удел на тоа како реагирате на тие работи. Затоа, малце избегав од темата, навечер, пак ќе кажам, мислам дека со Дени истото го правиме, дури Дени мислам дека ми го кажа пред неколку месеци ова, и го усвоив како навика да пишувате за што сте благодарни вие од денот. 3 до 5 работи пишувате, напишете на лист навечер за што сте благодарни.
Едноставно може да биде тоа како баба ви направила ручек. Тоа е една благодарност. Да не била баба вие ќе сте останале гладен. Како некој ви ја држал вратата за да влезете во влез. И тоа е на некој начин безусловно го направил што не морал да го направи. И вие треба да бидете благодарни за тоа, да го насочите вашиот мозок на убавите работи што се случуваат преку ден. Поготово во денешната ситуација, заради тоа што знаеме како е денеска и последнава година. Сите сме во тој страф, на некој начин параноја, анксиозност. Мора дупло повеќе да работиме на себе за да се фокусираме на убавите работи во денот што се случуваат. Затоа што барем во оваа година на последнава се помалце тие работи. Мораме да гледаме длабоко и на крај на денот пробајте да го усвоите ова, верувајте, многу помага и на тоа како спиете и како се легнувате, со која психичка состојба, затоа што вие сте веќе благодарни на тоа што се случило преку ден. Вие тоа сте се одлучиле да го гледате, не тоа што се случило како што викаат на вести, како што викаат на социјални мрежи, него го гледате тоа што е добро во денот и автоматски ве исполнува и ги гледате позитивните работи на целиот ден. Да, многу убаво кажано и баш тоа е една од техниките што практикувавме во таа академија на лайф коучинг што правевме. Од таму и ми дојде, мојот тренер исто ми ја кажа да ја правам, нели што ти ја пренесов, таа е таа техника. Значи, да сватиме дека луѓето се подобри од колку што мислиме дека се. Значи, сватиме дека има добрина во светот, затоа што има, но ние не ја гледаме зашто сме фокусирани на тие негативни работи за кои што вика Коко. Значи, во секој ден има луѓе што ви прават некоја добрина. Само треба да седнете секоја вечер и да си размислите бар 3. И верујте дека ќе најдете бар 3. И сигурно има повеќе доколку се размислите за 6 или за 9. Тие не мора бидат дека некој ви го спасил животот, толку страшни или толку големи. Може да бидат некои мали едноставни работи, како што кажа Коко, ви ја задржал некој вратата или ве пуштил преку ред, или таксистот ви направил поубав муавет, или ви направиле ручек, буквално толку едноставно. Некој направил леб и го однел во нели во Житолук, за да речеме, или од кај да купувате леб, некој го направил тој леб. Значи станал од Сабајле, отишол да прави леб и вие го јадете тој леб. Значи тоа е таа добрина. Целиот систем на светот, целиот систем на луѓето функционира врз тие добрини. Ние сме направиле дека некоја добрина ја заменуваме нели за некоја финансиска вредност, но на крај на денот тоа е добрина. Зашто и да ја заменуваме, така? Да. Таа добрина не направила да живееме во едно општество во кое што сите на некој начин си го чуваме грбот. Кога нешто ви се случува, секогаш има некој да ви помогне. Кога нешто некој ве напаѓа, има полиција, така, кога сте повредени, има доктори. Во ниеден буквално во ниеден животински свет во светот не постои таква структура освен кај луѓето, така. Да. Тоа е на некој начин добри, кога ќе се вратиме назад и кога ќе ги размислиме тие добрини, ние секоја вечер си го програмираме мозокот да почне да ги гледа тие наоколу во светот. И верујте, тоа е разликата од лош свет до добар свет, затоа што во оваа ситуација, како што вика Коко, има луѓе што живеат како да живеат во рај. Буквално сега во овој момент има луѓе во светот што викаат дека е најубавото време од сите времиња. Сега само заради тоа што дошле до таа позиција на светот. Не зборам финансиска, не зборам да кое место живеат, едноставно психички они го гледаат така светот. Да. Дури можам да кажам дека ова беше одлично на сумаризирање на целата тема. Да. Баш го скоцка како што треба го кажа и да се навратиме на тоа што го правевме, да дадеме една задача на гледачите и слушателите, да направите нешто, да пробате да усвоите барем 2 навики од овие. Не мора 5, од вечерва пробајте барем 2 навики да усвоите од овие што ви кажавме. И верувајте дека животот многу ќе ви се подобри. Вие ќе мислите дека не ви се подобра, меѓутоа самите мисли и структурата што ќе поминувате низ денот ќе ви гледа на позитивните страни, на добрината на светот, како што вика Дени, на работите. Некој го обрал тој спањак што го прави вие дома во сок или бил што го јадете. Значи тие се све добрини на луѓе и го продаваат тоа за некоја многу минимална сума што секој може да се ја дозволи. Денеска може да нарачате на интернет, може се да направите, затоа пробајте 2 навики да усвоите и малце да ги потсетиме само кои беа навиките. Значи првото беше значи од Сабајле кога ќе станеме, така да не првото беше телефонот да не се фаќа. Првото така. Е зашто се будите од Сабајле. Првото е уствари, многу битно. Значи првото е прашајте се зашто се будите од Сабајле и запишете.
Зошто Да. се будите зошто се будите од сабајле, тоа може да биде и во рутината. Второ, да биде да го оставите телефонот, да не го пипате на сабајле доколку немате нормално потреба за работа. Трето, да биде да не стискате снус. Четврто, да биде Кои се вашите навики од сабајле? Да стекнете убави навики. стекнете уствари убава рутина од сабајле. И пето, да биде навечер кои се вашите навики. Како совет еве може да биде да гледате кои се добрините што ви ги направиле луѓето. 3 добрини, значи едно или две од овие 5 работи усвоите ги. Да. Тоа е задачата. Дечки се гледаме, мора да одиме. Да. Полициски час сте надеваме дека од четврток ќе биде до 9 часот, ќе може малце да се задржиме. Горан време за Лазаревски да ни мафта повеќе пошто ќе знаеме ние да заглавиме до 8 саат. Се гледаме во наредна емисија, се надевам дека ќе имаме гости нареден пат. Пак да не сакам да кажам ништо пред да се случи затоа што многу промени се Ќе ви случуваат. изненадиме. Да, се гледаме. Чао. Се гледаме. Чао, чао.